Добро рекол нашиот народ, кој лаже, тој краде. Зарем немате впечаток дека кога го кажувал ова, пред себе го имал ликот и делото на Христијан Мицковски. Лажеше дека ќе го врати името, додека клечеше и молеше да се врати на власт. Лажеше дека со Европската унија договорил нова преговарачка рамка. Лажеше дека со Брисел договорил уставни измени со одложено дејство. Лажеше дека веќе идната година ќе станеме членка на Унијата само без право на глас. Лажеше дека за што се уште не излаже. И додека лаже дека се загрозени македонските интереси, не кажува дека со членството во НАТО, всушност, токму тие македонски национални интереси се исполнети. Исто како што не кажува дека и со влез во Европската унија ќе ги заштитиме нашите вредности и нашиот идентитет. Како што ги излажа граѓаните пред изборите за името и за уште многу други работи, сега сака на младите, на нашите деца да им ја украде иднината. Мицковски не сака членство во Европската унија и планира земјата и понатаму да ја држи во изолација. Неговата тактика гласи: грабеж одвнатре, изолација однадвор. За жал, како што кажав, сака да ги држи во заложниство нашите деца и идните генерации. Зошто? Имаме право да си го поставиме тоа прашање. Затоа што сака и понатаму да тече историскиот грабеж, да се вршат криминални грабежи, разни сомнителни трансакции, тендери криминални, се разбира без контрола и се разбира без никаква одговорност. Почитувани граѓани, токму ова е предавство. Така да и наштетувате на својата земја. Нашиот национален интерес се вика Европска унија. Нашиот национален интерес е НАТО. Сите веќе знаат, и дома, и надвор, дека нашиот македонски национален интерес е заштитен. Нашиот македонски идентитет е заштитен. А внесувањето на малцинствата во Уставот не е всушност прашање на Бугарија, туку на самата Европска унија. Но, како што кажав, Мицковски свесно ја саботира иднината на државата и иднината на нашите млади. И додека цела Европа се дистанцира од Орбан, Христијан Виктор Мицковски оди таму, учествувајќи во предизборието, да му даде поддршка на Орбан. Дали е нормално сето тоа што се случува? Почитувани граѓани, кога Мицковски вели дека ќе чекаме со децени и децени за влез во Европската унија, тоа значи само едно: да продолжат криминалот и грабежот, а Македонија да остане во изолација. Затоа не треба да се има никаква дилема дека неговата агенда гласи: што подлабоко Македонија тоне во изолација, толку подлабоки стануваат нивните џебови. Ова е предавство на националните интереси.